Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука донесувам информации кои се надевам ќе бидат од корист за студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но исто и за настани кои што се реализира во изминатиот период. Бидете заедно со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една, за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Започнуваме со информацијата дека како резултат на плодната соработка меѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетот Воксен од Хидербал, Индија, се отвара можност за ангажирање на докторантите на УКЛО како асистенти и доценти во Универзитетот Воксен. Можност за аплицирање имаат само докторанти на единиците на УКЛО, кои се наоѓаат при крај со докторските студии, односно на една година од нивното комплетирање или се при крај со постапката за одбрана на докторскиот труд.
Заинтересираните докторанти треба да достават CV и мотивацијско писмо во кој ќе ги опишат на англиски јазик своите интереси во наставата и истражувањето до проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илик, и до Нуртен Сулеймани најдоцна до 1 декември 2024 година. CV-то и мотивацијското писмо треба да ги испратат на електронската пошта goran.ilik@uklo.edu.mk и nurten.sulejmani@uklo.edu.mk. Па еве само ќе речеме, докторанти на УКЛО, искористете ја можноста што УКЛО ви ја нуди. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима дај пролет, добро дар све. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима дај пролет, добро дар све. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Програмата Career Transition Support Macedоnia, финансирана од покрајината Северна Рајна-Вестфалија во Германија, која спроведува World University Service преку Центарот за кариера алумни до животно учење при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, минатата недела започна со реализација на обуки работилници за подобрување на вештините на студентите за аплицирање на работни места кои се во полето на интерес на младите луѓе. Работилницата, која се одржа минатата недела на Педагошкиот факултет во Битола, представува прв чекор од програмата за добивање платена практиканска работа, која ќе се реализира во период од 3 до 6 месеци, од октомври 2024 до март 2025, и за истата практикантите ќе добиваат месечен надомест во висина од 250 евра. За ова повеќе од разговорите кои ги направивме за време на одржувањето на работилницата. Разговараме со Димитар Калјошевски, проектен координатор на ВУЗ. Добар ден или здраво да кажам, со оглед на тоа што веќе неколку години наназад се гледаме тука на УКЛО. Добар ден, драго ми е што секоја година имаме прилика вака да споделиме некои од искуствата. Мило ми е што трета година више програмата е во тек и се надевам дека ќе имаме убаво интервју.
Оние повозрасните студенти, оние кои што ја следеле нашата радиопрограма, веројатно добро знаат за што се работи, но имаме бруцоши, почеток на нова академска година, па еве и ним, но и на оние другите да им појасниме за што всушност станува збор, што е ВУЗ и каква работилница се одржува тука. Вака, значи ова е програмата се вика Career Transition Support, е финансирана од покрајината Северна Рајна-Вестфалија во Германија и ја спроведува World University Service. Програмата е за интегрирање на младите во пазарот на трудот по дипломирањето или за време на магистерските студии. Целта е задржување на младите во Македонија. Веќе трета година ја правиме. Од првата година резултатите сега за сега направивме статистика, 98% од 54 студенти се уште во Македонија работат во компаниите каде што биле на пракса или во некоја друга компанија, но сепак се во Македонија. Почетоците, како и секој почеток, нели, може би тешки, но со текот на времето веќе младите добро знаат за што се работи и ја користат оваа прилика. Што всушност им се нуди? Значи, во рамките на програмава им се нудат стипендии од 250 евра месечно, им се нудат семинари за надоградување на нивните вештини, за креирање CV-ња, мотивациони писма, симулации за интервју, исто така и како да ја направат нивната пракса успешна и крајната цел се разбира е вработување и понатаму интегрирање во пазарот на трудот во Македонија. Рековте, целта е младите да се задржат во земјата од каде што доаѓаат, во случајот во Македонија. Оно што им го давате како стипендија, како поддршка, 250 евра месечно, но самите барат работно место каде што би можеле да работат еве нивната пракса, ако можеме така да речеме, или тоа преку вас оди преку вас? Значи, ние ги стимулираме, вршиме обуки за они да бидат самостојни и они да си ја побараат праксата, доколку не се снајдат. Има секогаш исклучоци, доколку не се снајдат, покрај обуките, покрај семинарите, ние им нудиме од нашата датабаза компании каде што би можеле да аплицираат и да најдат соодветно место каде би можеле да ја започнат нивната кариера. Колку компаниите се заинтересирани да излезат во пресвет кога се работи вака за млади луѓе, рековте при крај со студиите или завршени веќе? Можам да кажам дека ефектот е компаниите дури се повеќе заинтересирани од студентите за реализација на вакви програми, за интегрирање, зашто они ја знаат тежината да се најде квалификуван работник и 6 месеци се сосема доволно за да го обучат, за да креираат одреден стил на кандидат кој понатаму би можеле да го вработат. Кои се компаниите или каков профил се, да речеме, компаниите? Во денешно време има повеќе информатички компании кои што се јавуваат на пазарот и кои барат млади кои ги познават и работи, но веројатно има и други. Спектарот на компании е многу голем, бидејќи ова е за сите факултети под сите државни универзитети во Македонија, така да спектарот е многу различен. Целта на програмата е да се задржат економисти, правници, лекари, значи информатичари, да се задржи. Целта не е конкретно некоја струка, туку е целта да се задржи, да се креира место каде што би можеле да најдат првото работно место во државата. Ако добро се сеќавам, кога започнувавте со проектот, не беше само за Македонија, туку и за соседните држави. Да, значи исто така и оваа година е вклучено и Косово. Сепак Македонија е главната цел со највеќе слободни места за апликации. Но колку се студентите заинтересирани? Значи интересот на студентите е се уште во доволна бројка, но сепак со оглед на тоа што се паднати бројките на студенти што се запишуваат на државни универзитети, мислиме дека бројката се надеваме дека ќе ја подобриме, но сепак све зависи од интересот на студентите да се интегрираат во формалното образование. Рековте конкретно само студенти запишани на државните универзитети. Да, значи ова е програма само за студенти запишани на државните универзитети во Македонија. Зошто? Бидејќи сметаме дека немаат толку опции студентите од државните факултети како што имаат оние од приватните, немаат толкави соработки со компании, така да ова е еден начин интегрирање на пазарот со државните факултети. Досегашното искуство е позитивно, рековте задоволни сте од бројот на пријавени и оние кои што веќе ги реализирале тие пракси.
Во иднина, со цел зголемување на интересот на младите да бидат дел од оваа програма, може би зголемување на стипендијата? Тоа е све во зависност од донаторите, колку ќе се предвиди. Значи, сепак, ако има интерес за ваква програма, се разбира дека можно е да биде адаптирано со инфлација, со цените, но сепак тоа е во зависност од интересот, доколку некој човек не е заинтересиран и за оваа сума символична што е, некоја промена, мислам дека нема да направи голема промена во интересот на студентите. Добро, господине Калјошевски, ајде кажете ми сега како се одвива целиот тек од почетокот, значи од аплицирање, одржување работилници, обуки, па потоа поднесување документи, еве да речеме, апликации и избор на оние кои што би влегле во таа група и колкав е бројот на студенти кои што можат да влезат во таа група, кои што би добиле стипендија. Значи, прво почнуваме со промоција на програмата, промоција со искуства, со промовирање на програмата на државните универзитети, тие ги викаме инфоденови. До сега имаме направено 15 инфоденови на државните факултети, потоа правиме кариерни денови или application training workshop. Тоа се од овој тип како што сме денеска, значи тоа е како да направат CV, мотивациони писма и останато. Потоа правиме преселекција на студенти кои ги имаат сите квалификации кои се потребни за да бидат дел од програмата. А тоа се, мислам, квалификациите? Квалификациите се да се дипломирани не повеќе од 6 месеци на државни факултети, доколку се дипломирани повеќе од 6 месеци да се во рамките на мастер програма, значи редовни студенти за мастер програмата и оние кои што имаат уште 1-2 испити до крај на нивното формално образование. Добро, и продолжуваме понатаму, значи се прави таа прва предселекција. Понатаму се одлучува, значи оваа година имаме 60 слободни места кои ќе бидат овозможени за студенти кои ќе учествуваат. Откако ќе селектираме првата група, правиме со првата група семинари, тие се дводневни семинари во хотели, значи ги правиме за предприемништво и за како да ја направат праксата успешно. Потоа, после јануари, правиме еднодневни семинари и на крај завршуваме со финален евент кој е како нетворкинг настан и на овие настани се запознаваат со работодавци, оние што не успеале да се вработат во рамките на програмата, да си најдат и се завршува така на формално, на формален начин. Значи, оние кои што се пријавиле, некаде крајот на јануари веќе 2025 би требало да знаат дали ќе бидат дел од ВУЗ програмата. Или февруари? Не, значи најчесто почнуваат со праксата од октомври до мај. Значи најчесто е 6 месечна пракса, може од 3 до 6 за која би добивале стипендии. Секако може и од ноември да почнува, може и од декември, но би завршиле со праксата би завршиле до мај 2025. Една група започнува од сега, некои почнуваат малце подоцна, но гледаме сите до мај да имаат завршено со сите формалности околу програмата и со влегување во пазарот на труд. Сега некои може би не беа информирани за ова што сега го зборуваме, може би ќе сакаат дополнително да аплицираат, можно е тоа или ќе треба да чекат следен повик? Да, значи можно е да аплицираат, новиот рок за аплицирање е до крајот на ноември. Можете да ги доставите документите на nordmacedonia@vuzgermany.d или да ме контактирате на 072 227 940. Ако не го запомна бројот и адресата, слободно можат да се обратат и кај нашиот раководител на Кредо центарот, кај доктор Гоце Марковски во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, па да ги добијат дополнителните информации околу пријавувањето за учество во програмата ВУЗ. Јас искрено се надевам дека ќе ги има и дополнително во поголем број, а со ова група со која што веќе работите и ги започнавте подготовките, еве, нека име со среќа, успешно да ги поминат работилниците и обуките, па може би да бидат едни од оние 60, рековте, на број кои што ќе ја добијат стипендијата. Да. Ви благодарам многу за долгогодинешната соработка. Ви благодарам што сте канал преку кој се информираат студентите. Они се најважниот дел од нашето општество, они се иднината на оваа држава. Се надевам дека ќе успееме да направиме некаква промена и да задржиме
интелектуалните капацитети таму каде што припаѓаат. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас. Останатите разговори ќе ги слушнете по музичката пауза. Боли срце збори, има само лути рани и во мене не мир Луѓе зборат дека јас сум бил на сите страни, верувајте лажеле А срце полно рани, а во мисливе на сите страни Меѓу војна и мир сме јас и ти Не исто како лани, имам се, но не Родени сме сите сами, навикнав и без тебе Во февруари ладна во неа сонце не гре Во февруари ладна во неа сонце не гре Мене веќе нема ништо да ме скрши, ништо веќе нема, не А љубовта со сила не се држи Окови челишни, не исто како лани, имам се, но не Родени сме сите сами, навикнав и без тебе Во февруари ладна во неа сонце не гре Во февруари ладна во неа сонце не гре Разговараме со доктор Гоце Марковски, раководител на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Еве да кажеме дека оваа работилница или ова представување на програмата ВУРС е во организација на Кредо Центарот, па ова е долгогодишна соработка, да кажеме, што имате веќе и традиционално веќе неколку години наназад се реализира. Сонја, да, на почетокот сакам да ви се заблагодарам за вашата поддршка која добиваме постојано во промовирање на нашите активности. Инаку морам да ви кажам дека Центарот за кариера и алумни доживотно учење при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола продолжува со несмален интензитет да организира активности кои се во интерес на студентите. Покрај претходните активности кои што беа поврзани со организирање стипендии од страна на компаниите, продолжуваме и со ова активност, односно со обезбедување на платена практиканска работа за студентите која ја имплементира ВУЗ Германија, односно World University Service, а финансиски поддржана од владата на Северна Рajna-Вестфалија, сојузната држава во Сојузна Република Германија. Програмата веќе трета година се практикува на нашиот универзитет и мислам дека успешно чекориме во патот на обезбедување на вакви активности за студентите, од причина што од година во година бројот на студенти кои што сакаат да бидат дел од оваа програма се зголемува. Во моментот имаме 20 на студенти кои што ќе аплицираат на оваа програма, а денес ја обавуваме точно онај првата серија од обуките кои што треба да ги организираме, тој е кариерниот ден, со кој студентите ги подготуваме како да аплицираат за програмата, односно му ги презентираме меките вештини, односно дел од неформалното образование. Бидејќи во формалното образование се стекнува со својата професионална познавање на делокругот на активности за кои што студираат, сепак за нивното работување, односно да станат поконкурентни на пазарот на труд, потребно да поседуваат и вакви меки вештини, односно вештини кои што представуваат дополнување на формалните вештини кои што ги стекнуваат во текот на формалното образование. Многумина од студентите и студентките ќе речат, па добро, тоа се работи кои што веќе ги знаеме, но сепак да се посетува настава или работилници на кои што се изучуваат меките вештини, секако ќе им отвори нови врати, но тоа благодарение на она што ќе го стекнат како знаење.
Точно така. При промовирањето на нашата програма се соочуваме со таа проблематика дека да, ова е нешто што веќе го знаеме. Меѓутоа секогаш има нешто да се надополни, нешто да се донаучи од она што го знаат дополнително, значи. Сега верувајте дека добро изработено CV значи и отворање на вратата во компанијата која што сакаат да работат, бидејќи тој представува првиот чекор за влез во компанијата, меѓутоа лошото CV представува недавање можност за презентирање на нашите професионални вештини кои што ги поседуваме и нашите способности кои што ги поседуваме. Бидејќи еден менаџер на една компанија има само неколку минути време преку CV-то да се запозна со каква личност се работи. И затоа е битно квалитетна изработка на такво CV. А таква квалитетна изработка ќе научат токму на ваквите работилници. Неформално образование, нешто што е во корис, како што кажавме, на сите студенти и треба секоја можност да искористат. Ова е една од тие можности. Меѓутоа, како Кредо центар, нели постојано сте расположени и подготвени да излезете во пресред кога има барање од студентите за реализација на вакви работилници, да кажеме. Точно така. Значи, овие работилници ги организираме во текот на целата академска година, а меѓутоа дополнително организираме вакви работилници и наменски, како што е во моментот сега потребата за програмата ВУЗ која се спроведува преку Центарот за кариера, алумни доживотно учење при нашиот универзитет. Морам да кажам дека оваа програма нуди големи можности за студентите. Единствено на Балканот се спроведува само во нашата држава и досега покажува задоволителни резултати, како од наша страна, како Центар за кариера и алумни доживотно учење, така имаме позитивен фидбек и од финансиерот, односно од организаторите тој World University Service од Германија. Рековте во изминатите години интересот за аплицирање преку оваа програма, нели за добивање стипендии е одлична, добро прифатена. Како е годинава? Можеме да се пофалиме дека од година во година одиме со еден нагорен тренд, односно интересот на студентите е поголем и поголем, од причина што позитивните искуства кои што ги стекнале студентите во изминатите 2 години се пренесуваат од студент на студенти во наредните генерации. Сега да кажеме дека условот за аплицирање на оваа програма е студентите да бидат пред дипломирање или да бидат дипломирани најмногу 6 месеци, а исто така или да се студенти на втори или трети циклус на овој универзитет. Од претходните години имаме искуство дека дел од студентите кои што поседуваат ваквата практиканска работа веќе се дел од компаниите во која реализираа оваа активност. Одлично како можност да се искористи и ова е веќе можеме да кажеме на почетокот на новата академска година. Планирано ли е некаде во вториот семестар нешто слично? Програмата трае цела година. Во моментот е селекција на пријавување на кандидатите, а за да се пријават кандидатите мора да ги поседуваат имеки вештини, односно да имаат добро изработено CV, мотивационо писмо и како да се однесуваат при процесот на интервјуирање за добивање на стипендијата. Овие документи, подготвените CV-а, кои што се надевам дека ќе бидат добри, ќе бидат испратени во канцеларијата во ВУЗ Германија, каде што ќе следи дополнителна селекција и на кандидатите кои ќе добијат стипендијата. Бидејќи стипендијата не се однесува рандом на секој кандидат кој ќе посетува буката, него на оние кандидати кои што ги исполнат посебните услови дадени од World University Service од Германија. Господине Марковски, да кажеме дека има и други теми за кои што треба да зборуваме совесно, тоа ќе го ставиме за друга прилика, за во друга емисија на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Во секој случај ви благодарам за денешното ваше учество во програмата на Укло ФМ. Ви благодарам и на вас и уште еднаш голема благодарност за поддршката која не давате во реализацијата на сите наши активности. А сега и разговорите со дел од студентите, учесници во првата работилница на ВУЗ. Еве разговарам и со дел од студентите присутни на оваа работилница денеска. Леона Масалковска е нашата прва соговорничка од Техничкиот факултет во Битола. Леона кажа дека си на студиската група графички дизајн и инженерство и графички дизајн. Добро. При крај со студиите. Да. Веќе си одбрана да бидеш дел од програмата. Да, ова година почнувам како дел од програмата од ВУЗ. Ме прифатија од 1 октомври веќе започнав со праксата, бидејќи сама си ја најдов праксата, немав потреба од нивна помош, иако јасно кажуваат дека доколку им треба на други не може да си најдат пракса, може да ни понудат места,
но јас ја најдов сама праксата и од 1 октомври сум почната како дел од програмата од ВУЗ. Како разбра за програмата ВУЗ? Ги посетуваше работилниците, обуките, тренинзите? Јас разбрав преку LinkedIn, имаше објавен оглас и сите квалификации кои ги барат, односно да си дипломиран или кон крајот на дипломирање од факултет и исто така програмата има ја напишано во кратко и ми се бендиса сето тоа што го прочитав и сакав да ги контактирам и да видам и на огласот си барање, да си пуштив барање. Тренинзите и обуките почнаат денес. Првиот семинар е денес и ќе учествувам, а потоа има модул 1, 2 и 3, на крајот е завршното и на сите тие ќе учествувам. Сега рече дека веќе започна со реализација на твојата пракса. Како те прифатија и како си ти задоволна? Јас сум многу задоволна. Како што кажав, започнав на 1 октомври. Каде? И во невладината организација ИМКА во Битола, во Младински обителски центар. Многу сум задоволна бидејќи ми помагаат кога ќе ми треба, исто така научив, иако сум краток период таму, научив многу бидејќи ние сме ученици па студенти и не сме имале такво искуство работно и преку тоа што ги гледам исто така тие многу се трудат да ми покажат како треба. Не мора ни да има некое знаење како да се понашаш во работата за да те примат и имав интервју пред да ме примат и на интервјуто си разговаравме кои се моите барања, исто така што тие очекуваат и се поклопивме со барањата, но засега сум многу задоволна и ако краток период многу имам научено од нив, да. Дали она што на факултет си го учела, нели на твојата насока рековме инженерство, графички дизајн веќе, ќе можеш сигурно тука да го работиш? Да, разговаравме на таа тема, јас ги кажав моите познавања и нив во моменту им требаше за комуникацијски продукти човек и јас моите знаења ги применувам таму, но исто така ги осовршувам бидејќи сега и завршив и ова е почетната фаза на мојата кариера, да речеме. Со факултетот при крај, рече уште? Да, имам уште еден испит пред да дипломирам, така да при крај. Понатаму? Понатаму планирам тоа што го научив да го совршам и да бидам графички дизајнер за тоа што си учев. Може би втор циклус студии на УКЛО? Може би, но за сега немам таков план. Добро, во ред, во секој случај УКЛО помогнал да се стекнеш со високо образование, па и ова што сега го имаш како пракса, доаѓа повторно преку УКЛО. Да, во секој случај сите овие 4 години кои ги поминав, многу научив и тоа што го очекував да го научам, го научив. Леона, ти посакувам успешна кариера понатаму, ова е оно што викат одскочна даска, па понатаму да те гледаме како успешен графички дизајнер. Благодарам и се надевам и јас. Сега разговарам и со Томислав Анчевски, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Томислав, здраво. Здраво и добар ден на сите. И ти присутен нова работилница од ВУЗ, па еве да прашам кои се твоите очекувања? Или на почеток како разбра за сето ова? Па добив известување на мојата имейл адреса и имам исто така и забележано неколку постови на социјалните мрежи, се заинтересирав и ми привлече големо внимание. Твоите очекувања какви се? Моите очекувања се, да кажам, доста позитивни и се надевам дека ќе биде успешна приказна во мојот живот. Така. Оно што ВУЗ го нуди, тоа е стипендија за практиканска работа. За стипендијата може да конкурираат студенти кои што се при крај со студиите или имат завршено 6 месеци по дипломирањето, не? Ти си втора година? Да, јас сум втора година, меѓутоа сметам дека мојата заинтересираност, втора, па дај Боже, ќе помине трета, па ќе можам веќе и на дела да. Меѓутоа сакам да бидам дел од до приказна и да соберам што можно повеќе искуства и да. Оно што сега во овие работилници почетно ни се изучува, тоа се оние неформално образование,
оние меки вештини што можеби на младите, на студентите конкретно им недостасуваат. И добре уште на почеток, прва, втора година да се стекнат со нив, па за да можат полесно да конкурираат за некои работни места. Да, дефинитивно. Иако и, да кажем, 99% од тоа го имам совладано, сепак сметам дека можеби има некој мал детал кој што го немам доловено и сакам да совладам се што треба за да можам да видам дел од проектот. Кога се зборува за информатичари, млади луѓе кои се запишуваат на овој факултет, на факултет за информатички и комуникацијски технологии во Битола, нели зборуваме конкретно за УКЛО, но и општо кога ќе се зборува за информатичари, впечатокот прв е дека добро, тоа се млади луѓе кои што се повеќе пред компјутер, па ги интересира програмирање, подготвување различни апликации, но убаво е кога ќе се види дека ете се интересираат и за нешто друго. Да, и дефинитивно треба и информатичарите се сепак луѓе на крајот од денот и сите треба да бидат инволвирани во ваква врста на проекти и сметам дека воопшто не треба да биде пречка. Добро, ако се знае и тоа дека уште недозавршени студенти можете да конкурирате и да најдете работно место како информатичари, совладувањето на овие меки вештини во секој случај е во прилог. Да, и се стекнуваат доста бенефити, учиме со самото искуство на нашите постари колеги, веќе некој дипломиран или на магистерски студии, така да доста има бенефити и не гледам никакви нелагодности или некои негативности. Ова е и можност да се запознеш и со колеги и колешки од другите единици на универзитетот. Да, и да прошириме што повеќе пријателства, конекции, добри соработки. Томислав, ти благодарам за разговорот, за храброста да се пријавиш, бидејќи додека беше работилницата, нели прашав кој од студентите ќе сака да поразговара малку или да ги сподели своите искуства со слушателите на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, крена рака рече јас. Да, и ви благодарам и вас за укажената можност и се надеваме во уште едно некое подобро светло, да ни давам исто така некој добар говор на ова радио. Па доколку си заинтересиран да ги следиш и сите останати активности и настани кои што ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во секој случај ќе се гледаме. Ти благодарам за разговорот уште еднаш. Ви благодарам и вас. Редакцијата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола и натаму ќе го следи процесот на подготовка на студентите за подобрување на нивните вештини за аплицирање за работни места во земјава. Се надеваме дека ќе има голем број УКЛО студенти кои ќе искористат можноста што оваа програма им ја нуди. Ова е време каде искрен нема, искрено срекни, само нив ги снема. Колку време веќе воен живот града, тие лажни слики туѓо време крадат. Секој ден не знае што ти треба тебе, гарантиран успех, не верувај на себе. Nema. Дојде време кога дуги мисли вреда, пази што ќе кажат, не знаеш кој те гледа. Секој се жали дека веќе че се нема, а сепак број ти чува, може би ке му треба. Демек на твоја страна секој другар ти стана, а сепак парамана ти чепка стара рана. Дојде време кога успех носи сомнеш, пази на кој ќе кажеш, пази да не се сопнеш.
Почитувани, стигнавме до крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Zaboravi na se, сега минато си за мене. Сега јас сум посреќен, мирно заспивам. Не ми треба пак, ко тебе некој ја заборави. На се, што имав ме заборави. Не, и оди си заборави. Кај мене заборави. Ке ја сватиш вистината, љубов со пари не се купува. Сега јас сум посреќен, мирно заспивам. Не ми треба, ко тебе некој ја заборави. На се, што имав ме заборави. Не, и оди си заборави. Се, не се враќаш кај мене. Заборави на се, што имав ме заборави. Не, и оди си заборави. Се, не се враќаш кај мене. Заборави. Укло ФМ Битола, октомври 2024 година. Укло ФМ. 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk